Почитувани, пред 2 месеци од страна на полицијата во Кавадарци против мене беше поднесена монтирана кривична пријава која што имаше единствена цел моја лична дискредитација и омаловажување како личност. Денес сакам да ви информирам дека обвинителството целосно ја отфрли оваа кривична пријава поднесена од полицијата како неоснована. Еве го решението. Дали господа од СДСМ знаете што значи зборот кривичната пријава што ја поднесе МВР Кавадарци против Зоран Јованчев се отфрла? Сигурно не знаете, затоа што вашиот допир со реалноста е изгубен и знаејќи го капацитетот на вашите раководни структури во партијата, можам да констатирам дека од прв до последен не само што сте го изгубиле паметот, туку сте го изгубиле и човечанството во вас, доколку некогаш и сте го имале воопшто. Да обвините човек дека крадел, а потоа обвинителството да ви ја отфрли пријавата, треба сите да се замислите дали воопшто треба да се појавувате во јавниот живот во градот. Почитувани граѓани, овој монтиран случај беше планиран подолг период. Јас тоа го знаев од поодамна. Целта на оваа кривична пријава беше единствено моја лична дискредитација. Уште од првиот момент, кога бев избран за председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Кавадарци, постојано се бараше начин како да ме оцрнат. Проверија се од денот на моето раѓање до денес. И од кога не можеа да најдат ништо, координирано преку инсталациите во полицијата, пробаа да ме девалвираат се со единствена цел – крај на политичката кариера на Зоран Јованчев како председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Кавадарци. Оваа неоснована кривична пријава, морам да признаам, предизвика немир и кај мојата фамилија. Замислете, почитувани граѓани, што би им кажале вие на вашите деца кога нивниот татко неправедно ќе го обвинат за кражба? Што би им објасниле вие на вашите стари родители кои волјата за живот во овие одминати години им се водела со тоа што 45 години нивниот син немал никаква црна дамка во животот и преку ноќ, преку сите провладини медиуми да го етикетираат дека крадел. Единствениот мој одговор беше: има правда, има Господ. Правдата е достижна, а Господ е голем. И за 2 месеци правдата стигна, а Господ знаел и порано, а знае и како понатаму. За оваа монтирана кривична пријава од страна на полицијата во Кавадарци ќе ги информирам Хелсиншкиот комитет за човекови права и сите амбасади членки на Европската Унија, со личен пример да им докажам како власта во заминување прави монтиран политички прогон преку институцијата МВР. Барам итно извинување од страна на Општинската организација на СДСМ во Кавадарци за изнесените лаги, се со цел моја лична деградација. Во спротивно, ќе бидам приморан да поднесам кривична пријава за клевета и навреда на чест и углед. Повеќе од јасно е дека СДСМ е во страв и во паника од пораз на престојните парламентарни избори, па се служи со невистини и манипулации. Сакам јавно да им порачам дека нема да ме заплашат со нивните конструирани случаи, туку напротив, се повеќе ќе ме охрабруваат, се погласно да зборувам за нивната неспособност, неработа, катастрофалните политики кои што ги спроведуваат во сите сегменти од општеството. По 12 април доаѓа обновата на Македонија, вистинска грижа за граѓаните, како и владење на правото и правната држава. Ви благодарам. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.